Ви благодарам. Излегов на говорница само принципиелно да ви се обратам колешки, сите што сме тука во салава, дека за жал докажавме дека она декларативна заложба, дека ќе има еднаква застапеност на жени и мажи на листите, била само обична фарса. Многу ми е жал што ова ќе заврши вака, што може би ќе посакам на некој следен парламентарен состав, која ќе има похрабри жени, кои што седат во овие клупи, да соберат храброст и да се изборат за еднаква застапеност на жените на парламентарните листи. И ќе кажам, не успеавме да ги демократизираме партиите, тоа ќе можевме да го направиме само на единствен начин, ако да го сменевме изборниот модел, а тоа да имаше една изборна единица со отворени листи, на кои што ќе се ценеше гласот на секој граѓанин. Како што гледаме, Дуи рекоа еве ќе ме пуштале за време на кампања, си обезбедија да си направат нивелирање на изборните единици. За жал или за среќа, ќе видиме како ќе биде на изборите. Точно е тоа дека беше забелешка на ОПСЕ и ОДИХР, но мислам дека вакво менување на изборниот законник ден, два пред распуштање на собранието нити е етички, нити е морално. И ако најмногу зборувавме за тоа дека нели треба доволно време за да се смени изборниот законник, денеска го покажуваме токму спротивното. Ова нивелирањето на изборните единици очигледно дека ќе го поддржат сите пратенички групи. Тоа ќе видиме во однос на тоа како ќе биде гласањето. Не викам дека навистина не требало или требало, но сметам дека не беше фер ако изјавите дека промена на изборен модел или било какви интервенции во изборниот законник, дури интервенција за еднаква застапеност на половите на изборните листи беше доцна пред еден месец, денес на најбезобразен начин, 2 дена пред избори, интервенираме во изборниот законник. Нека биде ова една лоша пракса, која што нема да се применува понатаму веќе, бидејќи мислам дека праќаме лош пример за едно општество кое што кажуваме дека целиме да биде демократско. Ви благодарам.